Добро вечер. Ова е Печат на неделата. Јас сум Сашо Ордановски. Среда обично почнуваме во 21 часот. Денеска малку задоцивме. Имаме за тоа оправдани причини заради ангажманот на некои од гостите, па моравме малку да причекаме. Но секако ќе истераме еден, се надевам, добар разговор од 40 на минути, а темата ја најавуваме цел ден, како што и сите други медиуми во Македонија денеска се преплавени со таа тема, а тоа се разбија извештајот на Европската унија за напредокот на земјава, редовен извештај кој што обично се објавуваше во април секоја година, годинава на крајот на мај од познатите причини. За оваа тема денеска ќе поразговараме со Бојан Маричич, кој што е инаку шеф на техничкиот дел за преговори со Европската унија, советник на премиерот за евроинтеграциите. Бојан, добро вечер. Ти си, како и Слободанка Јовановска, главниот уредник на независниот весник во Македонија. Вие сте двајцата, да кажем, релативно регуларни гости кога разговараме на овие теми. Јас само сакам да се извинам на публиката. Ние денеска најавувавме дека ќе биде и колегата Суад Мисини со нас во студиото. Меѓутоа, бидејќи во телопот го погрешивме името на колегата Мисини, тој непосредно пред емисијата го откажа своето учество. Јас му се извинувам, минавам и нему му се извинувам, се надеваме дека следниот пат ќе се обидеме да ги погодиме презимињата на гостите што ги каниме во нашите емисии. Но одиме со нашите двајца драги гости. Денешниот ден е ден кој што одамна се очекуваше и претпоставам дека веќе излегува сите оценки дека ова е најпозитивниот извештај и така натаму. Слободанка, ако дозволиш сепак со Бојан да почнеме, веќе тој има потреба официјалните ставови да ги искаже. Бојан, се надам дека ова е еден, како да кажем, еден триумф после голема работа и труд вложен во изминатите месеци, па и 2 години назад. Па ова е круна на напорите, можам да кажам. Овој извештај, како што кажавте, најпозитивниот извештај во последниве десетина години. Имаме кристално јасна, чиста препорака, без запирки, без задршки, без дополнителни услови. Исто така, валоризирани сме по сите оние клучни 4 области кои што ни ги зададе Европскиот совет минатата година. Комесарот Хан во представувањето во Европскиот парламент не нарече блескав пример за сите држави од регионот и за моќта на привлечноста на Европската унија, значи даде еден поширок контекст. И и Могерини нешто деше зборови. Исто така и Могерини даде со суперлативи. И она што е добро е што побара донесување на одлука за почеток на преговорите веднаш, што значи дека после овој позитивен извештај, кој што е на некој начин за окружување на реформската агенда и на преспанскиот договор и договорот со Бугарија од последниве 2 години, денеска завршивме со една идилична, да речам, слика кај претседателот Пендаровски во присуство на цел државен врв, во присуство на сите политички партии, парламентарни групи, опозиција и така натаму. Беше представен извештајот, имаше убава дискусија и врз основа на тоа се испрати порака дека сите стојат позади агендата Република Северна Македонија час поскоро да ги почне преговорите. Тоа ни дава за право да продолжиме понатаму во наредните месеци, да се подготвиме, во наредниот период да се подготвиме и со заокружување на техничкиот преговарачки тим, и со донесување на сите оние акти и да чекаме топката да ја префрлиме на европско ниво, кај европските институции и државите членки, каде што треба да се донесе одлуката. Слободанка, ние знаеме дека во Македонија не е идилична ситуацијата, но ајде првиве минути од програма од емисијава да ги потрошиме на оваа ретка прилика да добиеме вака позитивен извештај на вистина. Како тебе ти се чини, како вие колегите од Независен весник во утрешниот број ќе оцените денешниот ден? Убаво беше да се слушне убав извештај за Македонија. Мислам тоа со исклучок на минатата година беше реткост. Убаво исто така да се слушна дека Македонија е најдобра во регионот. Едноставно убаво беше и чувството дека сме го заслужили извештајот. Лично ние самите знаеме дека многу од оценките што се изнесени внатре се реални. Иако се гледаше некоја тенденција, некои од слабостите да не се споменуваат, за да имаме посилен случај за да добиеме датум. Она што сите знаеме е дека ова не ни е прва препорака за преговори и имаме лошо искуство за нас. Ова е 10 извештај. Имаме лошо искуство и веќе не се радуваме за жал на препораките на Европската унија. Без оглед што мислам дека ова е најсилна до сега препорака и едноставно препорака која што би било навистина ризик од страна на земјите членки да ја одбијат. Ние имаме многу
силен случај сега пред нив на маса и би требало Македонија на вистина да добие преговори овој пат. Во извештајот и во неговото представување е отидено со фагање на двете земји, значи Република Албанија и Република Северна Македонија, иако постојат одредени нијанси заради внатрешно-политичката состојба во Република Албанија, каде што сепак се прават некакви, да кажем, дистинкции помеѓу двата случаи. Бојан, значи, регата, системи, не знам, вакви принципи, сето тоа и така натаму. Нас сепак мислам дека сега следното е во јуни, Советот на министри на Европската унија, ако таму не се помине, ќе се оди на највисоките представници на државите и владите членки на Европска унија. Што се вашите очекувања? Гледаме, денеска имаше збунувачки изјави. Еден германски представник дава една изјава, после него се јавува друг кој што дава во спротивен контекст. Се јави министерот за Европа Рот, кој исто така даде уверувањето дека треба што побрзо да се почне со преговори. Сега вие одите во next level, што се вика, следна фаза. Што очекувате суштински дека ќе се случи, иако веројатно веќе не сте во ситуација да ја контролирате ситуацијата. Мислам дека развојот на настаните е веќе вон ваша може да контрола. влијаат се уште со лобирање, да издействуваат, меѓутоа времето е многу кратко. Ама јас имам впечаток, еве и пред Бојан да почне, имам впечаток дека допревме сегде кај што можеме да допреме. Не, се уште имаме време. Имаме до 21 се уште време да смениме нешто, ако ништо друго до таа седница на Бундестагот, кај што треба некако да се најде Една седница е на таа комисија на која треба. Имаме ли време, Бојан? Ако ми дозволите, значи има нема адреса важна на која што не сме се обратиле во последните 2-3 месеци. Што би рекли хрватите опетовано, по неколку пати. И тоа по неколку пати Берлин, неколку пати Брисел, Париз, Виена, значи нема каде се неаме обратено. Мислам дека сме ги изложиле сите аргументи зошто е ризично да се држат по секоја цена пакети кои што може да бидат неодржливи. Инаку не е тоа ништо ново пакетирањето во проширувањето. Освен Хрватска, сите други биле во некаков пакет со уште една или со повеќе држави. Меѓутоа овој пат, бидејќи ние сме ја имале таа незгода да чекаме 15 години да ги почнеме преговорите, на вистина на голем дел од државите, скоро на сите им е јасно дека таков пакет кој што евентуално заради тој пакет не би прошла Северна Македонија, би бил погубен за нас. Ние секаде комуницираме дека за нас најдобра варијанта се двете држави да ги почнат преговорите. Впрочем, заедно ги тераме и техничките скрининзи. Но втора најдобра варијанта е барем една од нас да почне, а потоа за брзо да ја повлече другата. Ако го гледаме реално календарот сега во наредниот период, во Бундестагот има две можности во текот на јуни да се донесе одлуката. Тоа е следната недела и последната недела од месец јуни. Значи 2 недели ќе имаат заседание. Ние работиме интензивно на една од тие две да се најде да речам кандидатурата на Северна Македонија за почеток на преговори. А втората е после самитот, така? Втората е после самитот. Само да појасниме тоа, ако ќе кажеме Бундестагот се работи за стотици пратеници, парламентарци кои треба да исчитаат извештај од стотина и кусур страници, кои што треба уште и да направат консултации, тие имаат лобирање, врзни се лобирање така натаму. Така што тоа не е баш ние ги лобиравме 2-3 недели интензивно и свативме кои се луѓето и што треба да направат и како треба да направат. Она што е важно и за нив и на нив им е јасно е дека минатата година тие истите претеници дадоа зелено светло за почеток на преговори на Северна Македонија со направено многу помалку и со договорот од Преспа само потпишан. Оваа година на многу повеќе направено, очекуваме да им биде полесно да ја донесе таа одлука. Има тука и процедурални, има и политички разлики, како што се слушна во јавноста. Така е. Тоа е поинтензивна, подинамична парламентарна демократија, кај што не мора да следат сите пратеници целосно партиски линии. Замислете, има пратеници кои можат и самите да одлучуваат. Да не поверуваш дека има и такви парламенти. И на крајот доаѓаме до една математика во која што голем дел од пратениците разбираат дека е навистина драматично, многу ни помогна и тоа што после европските избори им стана јасно дека во Грција работите стануваат комплицирани и тоа ја го доведува на некој начин одржливоста на договорот од Преспа во овој момент,
но исто така и дека секое понатамошно одлагање би било лош пример за државите од регионот, зошто Србија и Косово би правеле договор ако после се што направивме ние не добиеме Така преговор. е. Ја спомна ситуацијата во Европа. Се случи така што, барем според моите проценки, во Европа всушност изненади потврлањето на десно-популистичките партии. Сепак ова една либерално-проевропска, како да кажем, алијанса од разноразни зелени, мелени, либерали, леви, вакви, такви и така натаму, сепак се мобилизираше релативно на време, со исклучок на неколку земји, веројатно Италија, Франција, Маđарска, Унгарија, практично во овој момент и вчера ги броев повторно, правев некакви апроксимации, 75% од овој состав на Европскиот парламент се цврсто за Европската унија и за нејзиното натамошно прогресивно менување. Тоа претпоставуваме ние во наша корист. Апсолутно, при што би додал дека 3 од 4 групи кои што се проевропски, значи Европска народна партија, социјалистите, либералите и зелените, социјалистите, либералите и зелените секогаш биле цврсто позади агендата за проширување и Европската народна партија била, меѓутоа со известни заради нијанси. внатрешните динамики. Но она што сакав да го довршам само следново. Значи има 17 и 18 јуни е клучната дискусија на Советот на министрите и после тоа во текот на месец јули повторно ќе има состанок на Советот на министрите, каде што ќе има прилика да се носат одлуките. Така што ние затоа велиме дека летово би сакале да ја добиеме таа одлука и притискаме тоа да биде сега. Добро, реално одлуката ќе се носи на линијата Париз-Берлин или се нашите погрешни проценки? Жижи? Реално, Затоа што гледаме дека сите сме сконцентрирани на Макрон и на Меркел и речи си да не разговараме за други земји и предпоставуваме дури дека и холанѓаните, да речеме, може би сме ги излобирале. Ќе го чуеме и Боја на таа тема. не, јас не очекувам Холандија да стави некоја сопка. Холандија Данска беше прилично тврда по таа линија? Не очекувам ни од Данска. Данска до сега не ставаше некои сопки, барем официјално од оние земји што го спречија минатиот пат, што ги спречија преговорите, беа Холандија и Франција и колку што беа информациите тогаш неофицијални и познати. Холандија практично се приклучи на Франција за да не биде Франција осамена кога кој ќе уследи гневот од таквата. Мислиш дека е тој да кажем дипломатска игра, таа дипломатска игра? Едноставно Холандија се солидаризираше со Франција, Макрон сакаше да го направи тоа бидејќи се плашеше од изборите. Така што јас не очекувам дека Холандија ќе биде меѓу тие што може да ја попричат некако Македонија. Мене единствено ме загрижува лошиот изборен резултат на Макрон и тешката процедура во Германија. Долгата компликувана процедурална... Долгата процедура во Германија. Бојан? Видете, резултатот на Макрон е подобар од некои очекувања. Значи не е толку лош колку што некому се чини. И Лепен не направи повеќе од минатиот пат. Тоа е една слична ситуација како е на првите претседателски избори. Не беа толку сјајни резултатите на опозицијата колку што можеби власта потврди. Тоа е слично и во Франција. Така што мислам дека не е толку потврлање во случајот на Франција колку што се очекуваше или можеше да биде. Мислам, по нашите директни разговори и со парламентарни групи и со пратеници во Холандија и во другите држави, нема од страна на Холандија задршка оваа година за нас, немаше ни лани, оваа година уште помалку. Ако евентуално се случи да Франција се јави за да блокира, можно е да се солидаризира некоја држава со неа за да не биде сама. Но уверувањата од сите држави имаше интензивна и има интензивна. Министрите Димитров и Османи утре одат во Рим, потоа одат идната недела во Брисел одат. Во Брисел, Белгија билатерално, претходно беа во Загреб и во Будимпешта. Така што во Словенија, во Словенија бевме претходно Чешка, во Брисел. каде сте не бевте, Така, Братислава беше Димитров. Значи, од целата таа интензивна агенда има една група, оние пријатели на Македонија или пријатели на Северна Македонија, кои што цврсто стојат и инсистираат на тоа да се дискутира за нас
во текот на месец јуни. Грците што прават грците? Грците притискаат ли се уште во наша полза? Да, апсолутно, затоа што е тоа воедно и во нивна полза, бидејќи Ципрас вложи голем политички капитал во договорот од Преспа, при тоа ја има поддршката во таа смисла и од Франција и од Германија, и затоа мислам дека треба да очекуваме во позитивна насока да се движат работите. Секако, сликата е комплицирана, се одлучува летово за Европската комисија. Колку новата комисија ни е битна? Колку таа одлука не кочи? Колку оваа војна што се отвори за тоа кој ќе биде и така натаму? Не, војна за тоа кој ќе биде секогаш имало во Европската Се разбира комисија, тоа, има. се тие кои Мислам, ни- тоа не е толку војна, новинарите го драматизираат за да биде интересно и за да се чита. Во Европската комисија, кога се решаваат тие функции, прво се многу функции, а второ се инволвирани многу земји и многу портфолија. Значи има земја, на пример Франција обично сака земјоделство, има Германија обично сака со индустрија, А сите сакаат И тоа е- председател на Европската. За некои функции треба жена, за некои функции треба либерал, за некои треба и тоа е тежок процес. Јас колку што знам Тимерманс го спомнуваат најмногу за Па за сега прв човек на и Европската комисија. Барние, и Вебер се разбира, и така. Ќе така видиме, што дури една обично- забелешка Рано е да слушав се дека молам? Рано е да се Да, каже. рано е да се Рано е. каже, еден од нив не зборува француски, па се тоа голем проблем и така Рано е натаму. да се каже, бидејќи јас се сеќавам на последната Европска комисија, практично, или предпоследната, сега не ме фаќате за збор, практично тие што се вртеа како сигурни на почетокот, на крајот не Испадна, завршија. не, тоа секогаш прв пат сигурни. кој ќе ве спомнат, Така ќе што ве тоа е потрошат. многу комплексен процес. Еве, на пример, Могерини, кога беше предложена, ако се сеќавате, за министер за надворешни работи на ЕУ, сите беа шокирани, она немаше искуство за таа позиција, требаше да го замени Солана. Меѓутоа успеа некако италијанската влада да ја наметне. Јас би додал само на ова. Тоа дефинитивно не ги комплицира нас работите, затоа што ако не беа тие избори и оваа Да. поделба сега, извештајот ќе се објавеше во април и до сега ќе имавме почиста ситуација. На барање на државите членки, извештајот се објавува после изборите и затоа сме во временски тесници. Самото тоа не ни помага. Меѓутоа, тоа што ни помага е што веќе едно одлагање имаше минатата година и сега веќе Европската Станува унија критично. станува критично затоа што тие самите напиша дека Станува срамно. дека ова лето ќе одлучуваат и сега немаат Не, никаков не само тоа, избор. тие напишаа дека во декември ние ќе имаме меѓувладина конференција. Тие напиша- а тоа значи почеток на Тие почеток. напиша, тоа мене во сценариото ми пишува дека морам реклами да пуштам. Се враќаме веднаш после паузата за реклами. Неверојатен бонус од 16.000 денари за вашиот нов 50-инчен 4K Ambilight Philips телевизор со Philips Hue Smart осветлување. Официјален партнер на Леман. Со горивата Extreme и G-Force. Официјален партнер на Манчестер Юнайтед. Официјален партнер на MotoGP. Американско гориво за врвна економичност и перформанси. Галф, бензински станици. Happy Week акција во Нептун. Недела на големи попусти на сите производи и до 48 рати без камата на цените со попуст. Побрзајте! Акцијата трае од 27 мај до 3 јуни. Нептун. Инспирира радост. Некои тоа го сакаат само за себе. А некои го сакаат во пар. Метрополи. Како што го сакам од Цермат. Кога старите млекари го направија за прв пат во 1952 година, знаеа дека ова е рецептот кој треба добро да се чува. Од тогаш, секое јадење е и повкусно и посвежо. Толку многу генерации израснаа со него. Битолско кисело млеко, прво и омилено, уште од 1952 година.
Кока-кола подарува 450.000 шишиња. Отвори пакување од 0,5 литри, пронајди го символот шише под капачето и замени го за уште една Кока-кола 0,5 литри. Поврзете се со VIP Combo Box и добијте брз интернет дома или во вашата викендичка. Каде и да сте? Едноставно вклучете го уредот и за само 599 денари месечно уживајте во сурфањето. VIP, член на A1 Телеком Австрија групацијата. Се враќаме во емисијата Печатна недела, разговараме се разбира за извештајот на Европската комисија. Кажавме прилично субстанцијални работи во првиот дел околу целата ситуација која што е придонесе за овој вид на извештај и за прогнозите што понатаму. Морам да констатирам, Бојан, дека до овој извештај веројатно немаше да стигнеме доколку немаше едно конструктивно учество на опозицијата македонска во целата работа. Ми се чини дека има една-две теми на кои тие не сакаат да соработуваат. СЈО е најкрупната, се разбира, реформата на обвинителството, па и на правниот систем. Меѓутоа, во другите делови успеавте да постигнете соработка. Има работи што не ги знае јавноста, веројатно сте имали интензивни контакти, не? Имаше интензивни контакти, се уште има интензивни контакти, бидејќи не е завршена работата врска со јавното обвинителство. Тие интензивни контакти донесоа вродија со плод по прв пат во институционални рамки, дел во собранието, дел во меѓупартиски диалог, без оние помпезни лидерски средби, без онови пржински формати така натаму, да се постигне успех и двотретинско гласање на повеќе закони. Законот за антидржавната антикорупцијска комисија, тоа беше навистина и начинот на избор и законот беше во една чиста, јасна, транспарентна процедура во согласно со сите. И никој тоа не го оспори. Па и пакетот закони од безбедносните сфери. Пакетот закони закони од два-три безбедносните суптилни, да. Исто така составот на ДИК, законот за медиуми, значи има една цела листа на закони која што навистина даде резултат. И во таа смисла се за секоја пофалба се сите парламентарни групи кои што учествуваа и секако диалогот со опозицијата. Тоа не значи дека било лесно, ниту дека е едноставно. Секако имало и други крупни политички проблеми во однос со опозицијата, бојкотот на референдумот, тоа што се случуваше со уставните промени, за среќа тука имаше друга група од опозицијски пратеници која што се приклучи во тоа и која што впрочем гласаше и за овие реформски закони, така што таа динамика го возможи тој успех. Токму затоа беше важно денеска сите да бидат на иста маса кога се презентираше овој. Помагаат ли во лобирањата, бидејќи тие имаат своји позиции во европските народњачки партии и така натаму? Па еве тоа е една од резултатот на лидерските средби, тоа можем да го кажеме всушност и тоа. Имаме начален договор кој што е од државен интерес, а тоа е сите партии секаде каде што можат во сите своји пријателски форуми на надвор да лобираат за почеток на преговорите. Впрочем и пред малку мислам дека беше и еден од челниците, меѓународниот секретар на ВМРО ДПМН на една емисија гостуваше и го кажа тоа. Така колегите во Телма мислам дека беше така. Да, колегите во Телма и кажа дека за нивната партија не би било неуспех, односно би се радувале доколку и почне преговорите и мислам дека е тоа нова вредност за нас која што треба да се поддржи и да продолжи затоа што доколку успееме тоа да го направиме и со СЈО, секако не на штета на одредени принципи и на одредени текови кои што до сега одеа, тоа ќе биде за нас ново демократско издигнување, за да можеме, бидејќи сме имале многу големи назадувања предходно, за да можеме нормално да функционираме понатаму. Жижи, помогна ли предходниот председател Иванов? Не, се шегувам, не го поставам тоа прашање. Да, сакам да подсетам дека е ви председател едно време.
Сепак најголемата концентрација на критики во овој извештај, каде што има и навистина и сериозни забелешки, бидејќи ние освен што е извештајот со пофалби и констатиран напредок, јас не сум читал извештај во кој во толку области има констатации со напредок. Памтам неколку извештаи каде што вели ситуацијата не е променета, стагнира, би било убаво да и така натаму. Сега речиси во сите области се бележи напред, освен во корупцијата. За корупцијата е речникот прилично тврд. Ама пишува добар напред. Да, заради изборот на антикорупцијската комисија. Но гледайте, мислам, овдека јас често подсетувам, ама тоа е суштината, често подсетувам дека законите носење не се реформи. И заради СЈО. Во која смисла заради СЈО? Па стои дека СЈО е како точно не можам да се сетам на констатацијата, меѓутоа најдобро како стои за СЈО? Значи стои дека по прв пат во државата има институција која што гони корупција од висок ранг, која што има за себе резултати, која што има и пресуди, има и обвиненија, има и конфискации, и за жал и бегства, да. Така што тоа се смета за успех и тоа што Државната комисија за спречување на корупцијата до сега не поштедила никого. Значи секој за кој што има некакви индици отворила случај и го тера до крај. Тоа влева надеж во извештајот дека има на повидо формирање на некој систем за борба против корупција кој што до сега недостасувал. Не е лесно, има проблеми. Да, за СЈО стои дека најмногу остварила резултат. Сите предвидувања дека ќе заглавиме со СЈО. Од ова како што не се одвиваат добро преговорите, ние сме на пат да заглавиме, бидејќи барањата се од опозицијата практично СЈО да го нема, односно ако го има да биде без заби, да се укинат оние членови 104 или 105 или тоа јас многу внимателно го читав тој дел и можам искрено да кажам дека последните месеци тоа прашање најмногу ме интересира и го прочитав неколку пати барајки дали Европската комисија бара да се продолжи статусот на СЈО. И кога ги читате сите тие пасоси за СЈО на неколку делови што се повторува, такво нешто нема. Значи, какво нешто, биди прецизно? Да се продолжи статусот на СЈО. Од две причини предпоставувам. Едната е причина или дека они не сака да преюдицираат одлука, сака да ни остават простор да договориме ние да стигнеме до некој договор што ќе биде возможен, или пак смета дека не е СЈО единствениот начин да се оствари, да се продолжат истрагите кои што произлегуваат нели од лентите од скандалот. Единствена констатација која што стои е дека мора да продолжат истрагите околу видеолентите и тие да тоа сите го забележавме. Значи нив им е битен процесот. Нив им е битен процесот и нив им е битно тие што се одговорни за криминалот. Тоа е оставање простор за компромис во суштина. Така ли се тоа е оставање простор да можеме да дојдеме до решение, бидејќи ако ни кажат однапред какво треба да решението, може ќе се покаже невозможно. Така што со фалбите што ги имаат високите оценки за СЈО, тие кажуваат дека би сакале СЈО да остане. Но оставаат отворена врата и да наши лидери се договорат. Ако не се успее да се сепак да се најде некоја форма, процесот на што го започна СЈО да се заврши со СЈО на некаков начин или го прашам главниот технички преговарач, бидејќи он е тој кој што велат за СЈО. Барем ако не во извештајот, во разговорите воопшто. Значи, дали е СЈО поставен како да кажем една од главните точки во тој тип на реформи на правосудие? Секако дека е многу важно да продолжи да функционира таа институција, но исто така уште поважно е да случаите не останат неразчистени. Мислам дека она што е суштинско на врвот на таа пирамида на приоритети во однос на овој закон за јавно обвинителство е да не се дозволи по сила на закон да бидат решавани случаи. Значи да нема легислатива на случаите. Тоа значи во која смисла? Тоа значи да нема преюдицирање дека после 30 јуни сите случаи веќе не постојат или не треба да завршат. Значи законот да не преюдицира како некој случај ќе заврши, туку тоа да се остави на обвинителството и на судот. Тоа значи дека треба да се создадат услови да се преку едно или друго обвинителство и преку редовното судство да се расчистат случаите до крај. Во таа смисла постои, да речам, таа црвена линија да нема нова амнестија преку законот. Тоа е, да речем, суштинското.
Тоа Меѓутоа, јасно име на сите кои учествуваат во процесот. па се надевам дека им е Например, на премиерот јасно ми го дека не треба да разговара за нов вид на амнестија. апсолутно, па мислам дека тоа Добро, од ќе сам го старт. прашаме и него, ај не е тука и да Видете. понекогаш не добива човек впечаток дека се свесни сите во власта дека за тоа не може да се преговара. И второ, Сега да расчистиме ајде, нешто, да ајде. расчистиме. Имаше закон за амнестија кој што транспарентно беше донесен и со јасна цел. Ова е сосема нешто друго. Случаите од СЕО се нешто што беше започнато и беше дел од разрешување на политичката дали ќе криза. биде важно тој закон да се донесе до заседавањето на овие европски Да, ако се донесе форуми? ќе биде многу голем плюс. Јас мислам дека они намерно констатацијата што ја внеле во извештајот покажува дека се почнати преговорите за СЈО. Да. Меѓутоа и тука е ставена точка. Они се плашат од наш неуспех за СЈО. Јас мислам, Жижи, дека и намерно не ги сакаат- разлекува преговорите во Скопје за да не се дојде до разочарување, за да помине извештајот. Они Тоа е се мојот плашат од впечаток. наш Се неуспех за извинувам, СЈО, господине бидејќи во Баричич. тој случај ние ќе имаме негативен аргумент за разбира, земјите што па се сакаат да не разбира, почнат. Тоа е точно, но истовремено Затоа го се премолчуваат тој факт. но истовремено се свесни колку тешки преговори имаше во изминатава година дена и колку имаше процеси кои што требаше да дојдат до 80 пратеници во собранието. Тоа беа најмалку 10 пати. Бојан, јас тоа го разбирам, меѓутоа на крајот на криштата, нас овој извештај ни е важен и не ни е толку важен бидејќи ние живееме реалноста. Така е. Нас добиле датум, не добиле датум, треба нешто и на 1 јули да правиме. Така што претпоставам дека реформите ги правиме за себе, не ги правиме за некакви бирократи во Брисел. Апсолутно се разбира, инаку нема никаква поента. Каква смисла има? Нема поента. Јас тука се согласувам и мислам дека затоа ова оди споро, затоа што има принципи кои што треба да се заштитат. Верувам дека има шанси за договор. Нормално за тоа е потребно уште очигледно уште време и уште енергија. Но мислам дека како проаѓа времето и како излегуваат на виделина и овие оценки и ставовите на меѓународната заедница изразени јавно и во состаноците, на сите им станува јасно дека нема да си замине овој проблем, дека мора да се продолжи со работа на овие случаи, дека мора да се оконча после денешниот извештај е јасно дека мора да се оконча одговорноста за сето она што е во прислушкуваните разговори и што е материјал даден кај СЈО и јас верувам дека такво ќе биде решението доколку го има во скоро време за СЈО. Слободанка Јовановска, во целата оваа ситуација се разбира и регионалниот контекст е важен. Денеска ги видовме извештаите и за Косово, и за Србија, за Црна Гора. Како стоиме ние и колку тоа ни помага, ни одбегна и во крај на ние како стои регионот, бидејќи за Турција има се извештаи и така натаму. Како стои регионот во оваа доба и кој кому му помага и му одмага? Ова издигнување на Македонија како силен пример, како рекоа, светол пример. Светол пример. Shining example. Знаете како е шајник? Месецот е многу убав кога сјае, но месецот сјае зашто има сонце кое што го грее. Така што не знам од каде ова шајник example кое сонце нас те грее. Слободанка, каква е регионалната ситуација? Мислам дека регионот не ни помага, Албанија не ни помага. Меѓутоа, искрено речено, денеска размислав за тоа, мислам дека Албанија во моментов не ни е проблем за датумот, без оглед што ги дадува Србија, во пакет, Косово? Бидејќи лидерите не робуваат на препораките на Европската комисија, тие можат да донесат секакви заклучоци да не извадат од тој Секојаш било работа да. политика тоа таму, носеле политички одлуки да се Дефинитивно фати за Албанија не глава. ни помага, тоа е многу јасно, меѓутоа има земји таму членки кои што ја форсираат Албанија и сега треба да се задоволат разни апетити. Јас не знам дали ја слушавте изјавата на Могерини, кога беше запрашена директно за тоа дали ако Македонија ја кочи, ако Албанија ја кочи Македонија, дали ќе ја извадат од пакетот. И она кажа нешто што никогаш јас во живот не сум слушнала од Европската унија. Она кажа дека нашата одлука е техничка, не нашата проценка е техничка, не политичка. Нашата одлука, да, е техничка, не Тоа политичка. значи остава политичката На одлука. краиштата рече сите земји имале некогаш политичка криза, као не е битно што Албанија во моментов има политичка криза. Мислам тоа го неам слушнато до сега од Европската Добро, унија. Могерини е сепак италијанка, а Италија е едно од ја знаеме највлијателните земји во позадината Албанија. на тоа. Поред тоа си нормални геополитички проценки Јас и сепак игри во мислам крај на драго денот. ќе ми биде и Албанија да Се добие разбира. препорака, ќе ни помогне тоа.
Меѓутоа, мислам дека Албанија не ми е проблем. Во случајов, Србија, мислам дека и Косово односите е многу повеќе проблем. Па тоа има директна рефлексија. Они праќаат голем лоша слика, таа тема се уште се чита на запад, сликата од регионот што доаѓа од Косово и Србија. Таа слика е многу лоша. Рационално би требало потурнувањето на Македонија, на Република Северна Македонија да биде добар сигнал за Србија и Косово. Да. Но јавноста таму на друг начин се плаши од ситуацијата од Балканот. А што се однесува до Турција, Турција мислам дека му прави добра услуга на регионот. Мислам Ердоган, жал ми е за Турција, меѓутоа Ердоган мислам дека му прави добра услуга на регионот. Мислам дека Ердоган дека им даде атрибути едноставно да престанат преговорите со Турција и веројатно овај пат Турција да се извади од пакетот. Јас имам некои информации, не знам дали се точни, дали ќе се оствара толку, дека Турција ќе биде извадена од како посебен директората за проширување, дека ќе биде ставена во блиска соседство, како се када. соседска политика. Тоа значи автоматски ќе биде извадена од процесот на проширување и јас мислам дека местото на Балканот му е во ЕУ, на Турција не е. Бојан, што вика Брисел за целата регионална ситуација, колку тоа вас ви помага, ви одмага? Јас ќе почнам од Турција, бидејќи пократко и помлако би кажал. Од Жижи, во суштина, точно е дека многу држави, особено евроскептични структури политички во тие држави, кога ги плашат граѓаните со проширувањето, мислат на Турција и ги укажуваат на Турција. Тоа се случува во Холандија, тоа се случува во Австрија, тоа се случува во многу држави. Така што ова поинаква класификација на Турција можно е да помогне во тие држави. Тоа е сепак поголемо прашање, бидејќи Турција преговара од 62 година. Така што не е наивно. Она што е друго битно е што они не сакаат да го изгубат влијанието во Турција и околу Турција и затоа ќе се обидуваат да најдат начин да има некое привилегирано партнерство кое што нема да биде членство бидејќи тоа е во овој момент крајно нереално. Во однос на регионот. Значи, на 29 април имаше средба во Берлин на која што беа повикани сите премиери од регионот и некои председатели. Скоро сите премиери, само Црна Гора беше представена со председател. А на тој регионален состанок ние бевме повикани како Република Северна Македонија за да бидеме покажани како пример за тоа како се решаваат билатерални прашања во регионот. Неколку пати не повикаа да споделиме искуство да нашиот премиер и учесниците на нашата делегација. Тоа беше сигнал дека и покрај лошите вести од регионов има надеж за добри вести. Но главната цел беше да се испрати пораката на Србија и Косово и да се продолжи диалогот и ќе се продолжи во јули месец во Париз. Тој диалог врз основа и врз принципите на тоа што ние сме го решавале со Грција. Клучот околу решавањето на Србија и Косово, клучниот проблем е што во последните 5 години немаше никаков суштински напредок откако беше оваа комисија на чело со овој состав на комисијата. Последниот успех е подпишувањето на оние бриселски договори кога беше Кетрин Ештон висок представник. Во последните 5 години немаше голем успех. Могерини направи еден интензивен обид последнава година да направи некаков договор. За жал тоа заврши со еден ќорсокак и еден тежок судир на Могерини со косовскиот премиер и над дигање на царините на 100%. Таа блокада може да се реши само со интервенција на државите членки на ЕУ, Соединетите држави, цела меѓународна заедница одговорна за Косово. И тоа е навистина клучниот проблем во регионот во моментов по решавањето на Преспа. Но Албанија не е нем следбеник на тој процес и затоа е многу битна регионалната динамика. Нашата проценка и проценката на многумина во ЕУ е дека давањето на преговори за Северна Македонија ќе биде поттик за брзо да се одлучи за Албанија, ако нема решеност и подготвеност сега, тоа да биде најкасно на есен, а втора работа ќе биде поттик за Србија и Косово да видат дека навистина вреди да се прават големи бидејќи компромиси. Бидејќи еве и косовската влада вели па што ќе правиме компромиси, направивме компромис со Црна Гора, не добивме ништо, еве се ако направиме не. Така што тоа е станати и така натаму. Визите, значи целата таа политика на
условеност е на тест во овој момент на ЕУ и се надевам дека ќе се разреши на вистински начин. Јас ви благодарам на двајцата, Бојан Маричич, Слобојанка Јовановска, бидејќи после нас, почитувани гледачи, на програмата ќе имате можност со колегата Борјан Јовановски да го гледате господинот Бујар Османи, кој што сепак на едно повисоко ниво Главниот политички преговарач на процесот на македонското интегрирање во Европската унија. Затоа ви препорачувам да останете со нас. Јас сум Сашо Ордановски, ова беше печат на неделата за оваа недела. Се гледаме следната среда во 21 часот.